Добро вечер во Топ тема. Изборите завршија, дел од политичарите замина на одмор, додека се смируваат изборните страсти, но граѓаните очекуваат набрзо да се формира новата влада. Една од причините што се очекува најсилниот удар врз македонската економија како последица од пандемијата со COVID-19 да удри најсилно веќе во септември. Пандемијата го зема својот данок во живот и нејзиното ширење уште повеќе ја влече економијата надолу. Какви се нашите капацитети и што може да очекуваме? Вечерва дебатираме со двајца економисти, професорот Бранимир Јовановиќ. Добро вечер. Добро вечер. И добре дојдовте за Кастриот Арифи. Ке почнеме со вас, Бранимир, практично прашање и за двајцата. Сите сме во очекување за да се формира новата влада. Од СДСМ денеска лидерот Заев најави дека тој ќе формира влада до крајот на август. Од ВМРО ДПМН исто така најавува дека се во преговори, додека ДУИ се уште ужива во својот триумфализам по изборите и како што велат тие големата победа. Што се реалните очекувања? Па нема дилема дека СДСМ е во полпозиција, една полпозиција, и затоа што се веќе беа на власт до пред малку и затоа што освоја повеќе претеници на овие избори. Но тоа не значи дека тие со сигурност ќе формираат нова влада и тоа не значи дека тој процес ќе биде мазен, односно ќе оди лесно и дека ќе оди брзо. Затоа што за да формираат влада ќе им биде потребно да соработуваат или со ДУИ, што е прилично незгодно затоа што во предизборната кампања двете партии се обвинува постојано една со друга, или евентуално да коалицираат со Алијанса и Алтернатива, но да најдат и уште некои други претеници, што ќе биде може да биде доста незгодно, или евентуално да се направи некоја поширока коалиција, например сите албански партии СДСМ или дури сите партии, вклучувајќи и ВМРО, што пак не е добро затоа што таа влада нема да функционира. Ние досега имавме техничка влада која што вклучуваше и опозицијата и ВМРО, па видовме како функционира тоа. Така што нема да биде лесно од ниедна гледна точка. Моја проценка е дека сепак СДСМ ќе формира влада која што ќе биде базирана на најверојатно една албанска партија. Лошото во таа опција што таа влада ќе биде базирана на тенко мнозинство, односно ќе има 60 и нешто претеници, нема да има повеќе, што значи дека може брзо да падне, односно нема да биде стабилна, а на нас ни треба подитно стабилна влада, односно како прво ни треба влада подитно, што е можно побрзо, како второ ни треба стабилна влада, за да може да ги носи процесите што се потребни за носење со корона кризата, што нема да трае 2-3 месеца, тука ќе трае сигурно уште година дена. Да, се уверивме дека практично не престанува. Така што секоја опција делува црна, она што се вика удолу длабоко, угоре високо, и воопшто не изгледа ситуацијата оптимистичка во овој момент. Господин Арифи, како вам ви изгледа некои кругови блиски до СДСМ денеска ја протежираат идејата за формирање на поширока коалиција, односно СДСМ плюс партии и ДУИ и Алтернатива и Алијанса. Дали е тоа решението за стабилна влада? Тоа е решението за стабилна влада, но од друга страна не знам колку ќе биде ефективна, зашто треба да се има предвид дека што би значило тоа влада. Тоа влада би значило да имаме една поголема македонска партија СДСМ и 4, 5 или 6 албански партии, зашто тука веќе ДУИ, Алијанса на албанците, Алтернатива и ДПА. Така, и БЕС. Значи, сега, имајќи предвид дека овие албански партии се, да не кажам, значи, сериозно влезени во конфликт едни со други подолго време, да не кажам дека сите овие партии се дериват на една партија, значи се почнало да речеме од ДПА, па нешто друго, па нешто трето, па нешто четврто, Алтернатива и движење од БЕС до завчера беа една партија, значи не знам како сите овие суети ќе можат да бидат среќни и задоволни во една таква влада. Искрено се надевам дека ќе можеме да имаме, да немаме тенко мнозинство, него да имаме поголемо мнозинство која со некоја полеснотија ќе се справи со сите предизвици што не чекаат. Не само пандемијата, не само економската криза, него потенцијално и почнување на преговори со Европска унија. Албанец за премиер беше главното
мото главното барање идеја на ДУИ, околу која се вртеше доста кампањата, тие прилично успешно ја наметна оваа тема. Колку мислите дека ќе биде услов, бидејќи некои го прогласија за маркетиншки трик, PR трик, изборен за тоа што не беше кандидатот, лидерот на ДУИ Али Ахмети, тука на Срдивер? Нема дилема дека тоа беше само PR трик за да добијат гласови ДУИ во предизборната кампања и за да се изградат добра преговарачка позиција кога ќе се преговара за новата влада, но сепак и покрај тоа што тоа беше само PR трик и скоро сите знаат дека тоа нема да се оствари, тоа не ја минимизира опасноста од таа опција, затоа што поради повеќе причини. Првото е што наместо да зборуваме ние за тоа дека премиерот треба да биде ваков или таков квалитетен, ефикасен, добар менаџер или било што, ние зборуваме за неговата етничка припадност, што воопшто не е важно. Како второ, политиката ја седуваме на трибализам, односно на племенско гледање на работите. Имаме неколку племиња кои што се договориле да владеат со државата и викаат моето племе мора да победи, моето племе мора да го има старешината на државата, што е погубно и го имаме тоа постојано во овие сите години наназад. И третото е затоа што се сведува политиката на она пазарење, пазарско договарање. Односно, им кажувате на двете партии, СДСМ, што ќе понудиш ти? ВМРО што ќе понудиш ти, па они ти дават листа, па ти ги зимаш двете листи и викаш, овие ми понуди ова, овие ми понуди ова, што ќе понудите сега? Значи политиката се сведува на вулгарно преговарање, пазарење, што е многу погубно затоа што го намалува квалитетот на луѓето кои што се наоѓаат на тие на раководните позиции. Така што мислам дека тоа беше прилично лошо ветување, иако на ДУИ несомнено им донесе добри изборни резултати. Се согласувате ли вие со делумно се согласувам, значи да, апсолутно она беше, они наметна наратив со тоа, значи се наметна во целиот предизборен циклус. Значи не би рекол дека тоа е некоја голема опасност премиер Албанец, но тоа што треба да го кажеме ние сега тука, дека друго е тоа што мисли ДУИ дека треба предизборна реторика да води или кампањи, да користи маркетинг или PR трикови, а друго е јавната дебата треба да се сведе на друго ниво. Што би рекол тука? Во даден момент на кампањата, тој премиер Албанец доби име и презиме и доби квалификации. Ние требаше да разговараме за Насер Зибери како иден или потенцијален кандидат премиер за Македонија. Значи, тука требаше да се види дебатата. Ние реално кога навлеземе во детали, искрено не верувам дека многу од нас знаат за програмата или кои се начелата на таа кампања на ДУИ или на Насер Зибери како премиер. Тука сгрешивме. Ние како јавна дебата требаше повеќе да видиме околу тоа. Точно дека тие начела, таа програма беше релативно моноетничка, што од друга страна постои опасност за поголема стигматизација помеѓу двата народи, да речеме најголеми народи, македонскиот и албанскиот народ во државата. Ако се доведеме во ситуација да имаме премиер Албанец, а при тоа да се поларизираме уште повеќе да се стигматизираме како народи, тогаш не сме успеали ништо во однос. Зошто токму на таа карта играа партиите на албанци? Не беше само ДУИ и алтернатива. Веса, морам да признам дека многу малку слушнавме од нивната кампања. Тоа е добитна карта. Не само кај албанските партии. Левица е најдобриот пример. Левица која пред 4 години со левичарска кампања не успеа да влезе во парламент, денеска има двајца пратеници. На што се основа тоа? Ние точно знаеме на што се основа. Тоа се основа на тие 4-5 начела кои се релативно националистички начела. Значи, таа е добитната комбинација. За жал, моментално во Македонија таа е добитната комбинација. Истото и за ВМРО би рекол, значи се уште тие они го одржуваат тој број на гласови, 300.000 гласови, кои генерално мислам дека сепак се десничарски ориентирани или по-конзервативни или по-неспремни да ја прифатат реалноста во државата, дека сепак ние живееме во некоја мултиетничка држава, мултиетничко општество. Единствено тука... тие не се обраќаат никогаш, ниту пак оставаат простор. Значи, апсолутно, значи не го третираат тоа како можен електорат кој утре би можело
во некои наредни избори да ги гласа нив. Значи, Да, но лесно коалицира доколку за жал сега тие го губат. Тоа они го губат сега и тој капацитет за коалицирање. Значи баш поради ова зашто не се тргна, значи тие не успеа да се тргнат од таа реторика на Груевски или на таа претходна ВМРО-ска влада. Значи они не направија дистинкција во тоа и затоа денеска они не се во никаква комбинаторика за правење влада. Мислите дека не се воопшто... Математички да, али мислам дека Дуи нема да влезе во таков во такви комбинаторики да ја заживе ова ВМРО која тврдам дека уште не успеала да се тргне тој национализам или таа реторика што ја одржуваше нивниот претходен. Па не им пречеше претходно, да, не знам зошто. Добро, али знаеме Дуи дека во претходните избори од 18 пратеници падна на 10, така што ајде да речеме дека ја сватија пораката дека овие 15 пратеници се на некој начин рехабилитација на Дуи, да се надеваме дека ќе отскокнуваат напред или само по-позитивно ќе гледат на работата. Веројатно и затоа отворено праќа пораки дека само е нивниот посакован партнер. За прв пат во нашата историја имаме двете албански најголеми партии кои предизборно декларира дека они би сакале да имаат коалиција со СДС. Тоа порано секогаш се држело. Не, уште не знаеме дали заедно. Не заедно, значи Изи Адисела и Али Ахмети декларираа предизборно дека сакаат коалиција со СДС. Ја спомнуваме Левица, неизбежно стана феномен. Вие сте еден од основачите на Левица, но одамна не сте таму. Како вие гледате на тоа единствената мала партија што устои двајца пратеници, ДПА освои само еден. Да се надоврзам и на ова што го кажа Кастриот претходно. Значи, генерално се согласувам за тоа што го кажа тој. Има една парафраза на Марија Антоанета: ако немат леб да јадат, дајте им национализам. И тоа се случи кај нас со овие избори, односно по-конкретно ги имаме двете главни партии, СДСМ и ВМРО, и тие дефинитивно разочара во изминативе години. ВМРО затоа што не успеа да се оддалечи да расчисти со проблематичното криминално минато и затоа што не успеа да се реформира, а СДСМ затоа што не ги исполни ветувањата. Ветуваше се, не знам, правда, борба со корупција, мафија на робија, социјална правда и други работи, и не успеа тоа да го изгради. И поради тоа имате незадоволство кај граѓаните и тие се одбираат да гласаат за алтернативата, за некој што е различен, и во таа ситуација кај, да кажеме, доминантно македонскиот блок, електорат, најкредибилната опција беше Левица и затоа најмногу луѓе гласаа за неа. Левица прито имаше и една позитивна од малите партии. Зошто, да, најкредибилна. Затоа што како прво е поетаблирано од сите други помали партии, на пример Интегра се појави неодавна. Не е само последица на ова незадоволство што викате. Генерално е последица на тоа и ти игра на картата на национализмот. Значи тие јава на браното на национализмот и на тој начин успеа да ги привлечат гласачите, дел од гласачите. Прито Левица има една друга особина, значи таа имаше потенцијал да влече и леви и десни гласачи. Левите гласачи поради името и поради минатото, а десните гласачи поради програмата, односно сето она што го зборатите изминативе 2 години, а тоа е, не знам, ќе укинеме двојазичност и ќе го вратиме името, ќе го укинеме, понишниме преспанскиот договор. Така што тие може има потенцијал да влечат и од двете страни, но пак мислам дека повеќе влече од десната страна, односно повеќе мобилизира десни гласачи и затоа генерално Левица успеа да освои толку многу гласови. При тоа што се однесува до Дуи, приказната е многу слична. На претходните избори многу албанци гласа за СДСМ, чисто само онака бројки во шестката. На претходните избори СДСМ имаше 25.000 гласа, плюс 25.000 гласа на Беса. На овие избори тие две партии во шестката освои само 25.000 гласа. Од друга страна, Дуи освои 20.000 гласа повеќе на овие избори отколку на претходните избори. Така што имаше големо разочарување кај албанците од СДСМ и затоа се свртеа кон Дуи. Така што генерално приказната е она класична приказна во политичката теорија, дека кога имате разочарување од главните политички партии, луѓето бараат промена и ја бират опцијата што им делува дека е најкредибилна за промена. Во оваа наша ситуација тоа беше Левица. Сето тоа беше надополнето со тоа што ние како поднебје сме подложни за
национализам и со тоа што во последниве неколку години имаме раст на национализмот и на десничарските и екстремно десничарските тенденции секаде во светот. Земете го Трамп, земете го, не знам, земете Британија, Франција, во европските земји, Орбан, Полска и така натаму. Така што сите тие фактори заедно се поклопија и тоа го објаснува феноменот левица. Да, но таа истата левица од пред неколку години, јас ја паметам и кога ја формиравте, а ова што го слушаме, оваа агресија, напади врз личности, јазик што е многу под нивото на некоја нормална и под политичка култура. Се согласувам со тоа, апсолутно се согласувам јас со тоа. Тоа е само за да се влечат гласови или тоа е вистинската левица? Значи мислам дека има тука повеќе причини. Како прво, повеќе причини. Значи како прво нема никакво оправдување за тој нивен јазик, ја тоа остро го осудив неколку пати. Значи, ваша прва изјава да биде кога дознавате дека влегувате во собрание, дека вие ќе стрелате луѓе, тоа навистина сите треба да се замислиме што би правеле тие луѓе ако дојдат на позиција на моќ. Замислете таков човек кој што сега вика ќе стрелам луѓе заради тоа што освоил 2 претеника, утре да дојде на позиција да формира влада. Сите треба да се запрашаме што ќе се случува во таква ситуација, при тоа не собра, да кажам, нема доблест да се извинат за таа изјава, туку едноставно ја негира, како ништо ја игнорира, како ништо да не се случува. Така што тоа е дефинитивно загрижувачки и ја тоа не го оправдам, туку остро го осудувам и не само тоа, и претходните нивни такви слични изјави и нападите врз одредени новинарки и врз други лица, но она што е тука важно да се свати дека порано на пример, и јас кога бев во левица, таквиот говор ние го осудувавме и дури внатре во таа партија им кажувавме на луѓето немојте по никоја цена, дури ни на шала да користите термин сороспија или некоја друга навреда. Дури имавме и правила за казнување на луѓе кои што ќе направат нешто такво. Што се случи? Мислам дека се случи она што се случува со целата екстремна десница секаде во светот и особено со Трамп. Тие луѓе сега знаат дека кога се поблиски до десниот електорат, таквиот речник на нив им носи поени, не им губи, туку им носи поени. И како што Трамп пишува глупости на Твитер, ќе ја бомбардираме Северна Кореја, а сите знаат дека тоа нема да се случи, така и овие го прават тоа за да добијат поени. Ќе се отчлениме во НАТО, ама ќе се зачленуваме во Европска унија. Друга приказна. Тоа е константа. НАТО е друга приказна, но сакам да кажам овие збори како сороспи, дегенерици и тие такви некои други термини, ќе стреламе, не знам, ќе висите заедно, гилјотина, намерно ги користат затоа што мислат дека добиваат поени на тој начин кај десниот електорат. Тоа секако него. Значи партијата левица е нашата екстремна десница, така да. Јас сакам да се воздржам сега и намерно тоа го правам од давање такви квалификации екстремна десница, национал социјализам, фашизам и слично, затоа што во последниве денови многу се појави голема дебата по тоа прашање и во денешно време сите секого обвинуваат за фашизам и за нацизам. И термините се практично ослободени, односно испразнети од нивното значење. Најлесно е да кажете левица е националистичка, нацистичка, фашистичка и слично, без да дадете објаснување зошто е така. Зошто сметате дека е тоа така. За мене многу поважно е што нуди таа партија сега, што нудеше порано и дали тоа што го нуди сега ги решава вистинските проблеми на граѓаните. Левица во последниве 2 години нуди 2 работи главно и заради тоа доби најмногу толку поени на изборите. Прво, укинување на двојазичноста, второ, поништување на Преспанскиот договор и Охридскиот со двојазичноста. Ниедна од тие 2 работи нема да подобрат живот на никој човек во оваа држава. Ние имаме 450.000 сиромашни луѓе во оваа држава, тие нема да добијат повеќе пари, нема да им се решат екзистенцијалните проблеми ако се укине Охридскиот договор. Ништо нема да добијат. Ниту пак образованието ќе се подобри, ниту здравството, ниту зарадувањето ќе се намали, ниту невработеноста, нити ништо. Така што испразнети се воопшто од некаква понуда и тоа е она што луѓето треба да го сватат дека таа опција, тие такви ветувања што ги имаше претходно и со Груевски и со останатите, не им нудат ништо на граѓаните и затоа тие треба да се свртат кон некои други опции кои што да кажеме им нудат подобар живот. Кастриот, како вие ја гледате? Ја не сум толку запознаен, значи Бранимир е многу повеќе запознат со тоа, али ја би отишол еден чекор понатаму. Веќе не знам колку све оваа реторика на левица е заради левица како партија или све се сведува на личноста Димитар Апасиев и тој култот што тој реално
успева да го креира. Дали преку тоа дека му се даде премногу важност или премногу простор во медиумите, дали зашто полека тоа што го вика и професорот дека десницата зема замах, значи он одлично се справува со тоа, али не левица како партија, него он како личност, значи он успешно креира еден култ позади него и тоа му дозволува баш слично како и Трамп, значи не е битна републиканската партија, битен е Трамп. Реториката. Да. И во истиот случај мислам дека истото се случува со Димитар Апасиев. Значи реално кажам, мислам дека и по големиот број на гласачите на левица можеби не знаат да кажат ни еден друг член на левица. Ја не памтам дека некој друг член дал некоја изјава на левица, барем толку колку што му успеал јас да ја следам како партија. Јас се согласувам со тоа што сепак мислам дека има одредена тежина и самата партија левица и поради името, но и поради историјата. На пример, мене ми се случува сега луѓето ќе ме запрат на улица и ми викаат гласав за левица поради тебе. Значи се уште тоа ми се случи, не само на мене, и други бивши членови од левица ми го кажуваат истото. Така што на таа партија, па и овие луѓе сега што се таму во левица, се уште црпат подршка и некој кредибилитет од историјата на левица. Така што Апасиев самостојно не е исто со Апасиев во левица. Апасиев, евентуално карикирам се хипотетички, ако отиде во ВМРО, па ќе биде трета приказна. Така што се си има своја тежина и своја позадина. Така што мислам дека сепак Апасиев со левица има, не е дека тоа е само Апасиев, туку има одредена тежина и самата партија левица. Да, но како што вели Кастриот, ке ни треба, и вие не знаеме многу практично што, дали меѓу ова што го набројав и вие го набројавте лежи вистинска програма или се само тоа? Па јас со неколку пријатели зборував периодов, дури новинари за левица, и јас на сите им кажував, оставете ја левица малце, доста зборувате за левица, доста пишувате за левица, оставете ги луѓето нека работат. Непозната се за сите нас, нека влезат во собрание да видиме што ќе понудат, да видиме како ќе работат, па тогаш ќе зборуваме за нив. Например, пред 2 дена, мислам дека најголемиот удар си го зададо самите пред 2 дена, кога со смешката со приговорите до ДИК. Кога се фале ќе поднесе 1900 приговори, па испадна дека не ги потпишале приговорите. Веројатно немале време да ги потпишат, ја не верувам дека не знаеле дека треба да се потпишат, веројатно не стигнале, а во секој случај тоа не ја намалува тежината на целата смешка. Тогаш беа, како да кажам, најсмешното нешто, најголемата смешка во последниве не знам колку недели на социјалните мрежи. Така што мислам дека ако некој сака, председателот на ДИК треба да се пушта тие самите да работат. Тука и објасни дека биле само копи-пейст практично. Да, апсолутно. Нема време да се подготви. Апсолутно, тоа сакам да кажам, треба да се пушти партијата да работи и ние да ја гледаме и ќе ја критикуваме и напаѓаме кога ќе треба, ако треба некој ќе ја фалиме, но да не им даваме премногу внимание, да не им даваме повеќе внимание од тоа што го заслужили. Во последниве неколку денови дефинитивно добиваат повеќе внимание од тоа што го заслужили. Па провокации се веројатно. Не се само провокации, значи по подолго време имаме трета, да речеме трета опција, значи тоа е за поздравување. За жал, мислам дека нивната цел или тоа што ќе видиме во собрание ќе биде само они ќе бидат настроени кон деструктивност и ништо повеќе од тоа, и ти ајде да не кажам сега можеби храбро, некако можеби ќе бидат и некоја продолжена рака на ВМРО да се кажат некои работи што ВМРО веќе не може да се ги дозволи да ги кажува, али за жал ќе бидат неуспешна опција. И се надевам дека нема да се обесхрабрат луѓето да гледат и трети опции во други партии. Да, тоа е исто доста лошо во целата работа со левица, што на некој начин неуспехот евентуален на левица, односно крахот сега откако ќе влезат во собрание, може да значи голем удар за нови трети опции во иднината, што е многу лошо за нашето општество. Толку трети опции. Гледате, сложно е прашање. Сите, и самите избори се револт на граѓаните да добијат по 100.000 помалку гласови и СДСМ и ВМРО. Тешко е прво луѓето. Но немаме трета опција. Повеќе причини има, но тешко е луѓето да ве научат, тешко е луѓето да научат нова партија. Ве гледате дека луѓето се уште мислат дека јас сум член на левица и 3 години не сум таму.
треба време за да се направи, за да се изгради партија. Не можете вие да очекувате инстант успех. Ќе формирате партија денеска и не знам за 3 месеци да влезете во собрание. Тоа не се случува. Да, или пред никаде во избори, светот, да. камо ли пак е нас. Океј, Интегра направи прилично добар успех, тоа мора да се признае, 1% гласови да освоите за само неколку месеци. Да, ама Тоа е и прилично тие голем одеа во успех. крајности. Апсолутно. Но сакам да кажам дека една од причините зошто е тешко да се направи трета опција, што е потребно време, а луѓето кај нас и не се толку трпеливи, немаат време за очекуваат инстант резултати. Второто е што вие ако имате еден неуспех, сте отишле на првите избори, не сте освоиле толку колку што сте очекувале, доаѓа до разочарување, па до кавги, па до поделби во партијата, па има големи лични анимозитети. Тоа е генерален проблем кај нас во нашето општество, што секој со секој е скаран, па не можете да ги издружите, не знам. Имате, не знам, 1000 левичари да кажеме во држава, секој со секој е скаран, не можете да ги соберете заедно. Така што има повеќе причини. Не само тоа. Во албанскиот политички блок па имавме поголемо раситнување. Така, али не само тоа, ајде да се надоврзам и со професора, значи треба да се има предвид дека ние имавме колку 11 години власт на ВМРО која апсолутно не беше, посебно во тие последните години, беше невозможно да излезе некоја опција како партија, тоа да не биде во корист на ВМРО. Сега, од која 3-4 години имаме некоја порелаксирана атмосфера, одма имаш трета опција во парламент. Значи, тоа треба да се каже. Значи, мислам дека сега имаме порелаксирана атмосфера и не би се зачудил кога во иднина би имале и трета и четврта опција. Све тоа во по демократски услови. Ние го немавме тоа 11 години, затоа и немавме. 3 години сега порелаксирана атмосфера, по демократска атмосфера, одма вроди со плод со една партија која со 20 пратеници во парламент. Дали очекувате некои реформи внатре партиски во ВМРО ДПМН? Тие еве и вечерва заседаваат и вчера. Во јавноста велат дека се подготвуваат за преговори за влада, иако никој друг не потврдува. Види, значи они можеби се во преговори со ДУИ, тоа никој не го знае, значи дека ќе се потрудат да направат влада, легитимно е, мислам, они сепак, да кажеме искрено, 20 пратеници имаат помалку од СДС, СДС успеа со 20 пратеници да креира влада пред 4 години. Значи све е можно, ако они ја сватиле пораката од овие избори дека они изгубија повеќе од 100.000 гласови. Значи овие 300.000 гласови кои ги имаат, колку точно сега не ми текнува, не им дозволува на нив капацитет да они да креираат влада. Значи ја не гледам дека ова ВМРО без сериозна реформа внатрешна и кадровска, но идеолошка, ќе нема можност да креира влада во догледно време. Дека еве како што гледаме резултатите се овие што секогаш треба да се, значи поларизацијата помеѓу македонскиот блок на партии дозволува на една ДУИ која успева секогаш да има 20-30 пратеници пред другиот албански дел од партии, секогаш на некој начин да оценува или да биде детерминатор со кој како ќе се одвиваат преговорите или креирање на влада. Да поминеме она што ви е уствари специјално, се вели македонската економија ќе го почувствува најсилниот удар веднаш по одморите. Тоа значи дека престануваат сите мерки што беа помош. Што ќе се случува конкретно? Што може да очекуваме? Па не само македонската економија, туку целата светска економија ќе го осети најголемиот удар во одесен натаму. Едната причина е ова што го спомнавте вие, што мерките се веќе истечени, тие се веќе завршени, веќе во јули нема владини мерки. Второто е што се очекува кризата да ескалира од здравствена гледна точка во есента, тоа сите епидемиолози го тврдат. Третото е што има одреден замор кај институциите, кај креаторите на политики и слично. И она што е особено важно кај нас е дека немаме ефикасна и ефективна, односно способна влада. И не знам колку е на повидок. Оно што е многу важно е ние да имаме влада која што ќе се посвети целосно на тој проблем и ќе знае што треба да прави. Оно што тоа нема. Не ќе биде доцна, дури и до крајот на
Ќе биде доцна. Август да ја формираат, Ќе биде кога ќе доцна. направат програма, кога ќе Апсолутно ќе направат биде доцна. стратегија. И она што е лошо е што ниедна од партиите за овие избори немаше скоро ништо за кризава. Нивните програми, да, на почетокот во наративниот дел ги читав по дефиниција некоја, така ги читам програмите, не целосно, но ги разгледувам. На почетокот има нешто наративно спомнуваат за кризата, ама во мерките немат апсолутно ништо. Нивните ветувања беа во корелација... Апсолутно не. Нивните ветувања Или како беа... да нема криза? Нивните ветувања беа како да нема криза, ветувањата од претходните избори припишани сега повторно, нешто малце сменато и тоа е тоа. Но не оно се што ни е разликува нешто. многу малце, но она што е да кажеме тука, да кажеме позитивно е што никогаш кај нас предизборните програми не се сваќале премногу сериозно после кога ќе се дојде на власт. И тоа може да значи дека иако они ветуваа све и свашта сега во нивната изборна програма што нема врска со реалноста, сега кога ќе дојдат на власт ќе се посветат сериозно на проблемот. Прашањето е дека нема да имаат време. Прашањето е дека нема да имаат време за да се подготват за кризата. Проблемот е дека можеби нема да имаат време да се подготват за кризата и дека нема да имаат доволно квалитетни луѓе за да го направат тоа. Доаѓате од приватниот сектор уште Не, значи јас не сум ја слушнал нова изјава, али ова изјава дека до крај на август ќе формираме влада, за мене е крајно несериозна. Зашто тоа лежи во тоа дека они мислат дека имаме ние функционални институции кои се терат работата. Исто така не е сериозно тоа, бидејќи целата премиса за изборите беше дека ние немаме функционални институции после прекинувањето на вонредната состојба и ни треба влада со чист мандат која ќе може да се справи со ова. И сега во овие услови ти да кажеш дека до крај на август ќе имаме влада е несериозно. Зошто? Зашто тоа што го кажа и професор, значи во предизборниот процес никој од нив како партии не се одважи да го стави како приоритет број 1 справувањето со кризата, со здравствената криза, но и со економската криза следствено. Значи никој од нив. Јас искрено се надевам дека ќе имаме влада или коалициони партнери кои заедно ќе излезат и пред јавноста ќе кажат ние во следните 100 дена, 200 дена единствен приоритет ќе ни биде закрепнување на економијата и борба против коронавирусот. Значи сите други прашања треба да бидат втор, трети или четврти приоритет и да се отворат само кога луѓето ќе се чувствуваат безбедни. Значи мерките ако се при крај и ако ние не сме способни да овозможиме нови мерки, а есента и зимата сигурно ќе ни носат посериозни последици од ова што го имаме моментално, искрено не знам како ќе се справиме со тоа. Споменав доаѓаат од приватниот сектор, како компаниите ќе се справува, што се очекува? До сега има околу 18.000 отпуштања од почетокот на кризава. Некои велат сопственици дека вештачки ги одржуваат работните места. Мерките беа добродојдени, значи помогна, значи ако не нешто друго да им се даде додатен стимул на компаниите да не отпуштат вработени. И ако да речеме пред некое време министерката излезе со објава на Facebook предизборно дека ние преку субвенција на таа минимална плата успеавме да задржиме 140.000 вработени. Супер, одлично. Што правиме во септември, октомври ако не успееме да ги дадеме тие 14.000 денари? Тоа значи практично не може во септември ако сега немате. Значи тоа значи дека тие 140.000 вработени се потенцијален ризик. Тоа е, значи, и компаниите сега моментално уште, значи да, јуни беше последниот месец, сега реално економијата малце раздвижена, али тоа не мора да значи дека во септември, во есен или во зима која здравствените капацитети ќе бидат под сериозен ризик. Значи тоа е најбитното. И ние можеби ќе се доведеме во ситуација да имаме враќање на тие построги мерки и тоа ќе биде закочување на економијата. Ако ни се случи тоа, ние искрено, освен да продолжиме со зголемување на јавниот долг, ако е можно, не знам која друга алтернатива имам. Професорот сигурно е позапознат во. Можно ли е, да. Значи ново задолжување, но каде би се задолжувало? Па да, гледате, мислам дека има две позитивни работи сега, односно да кажеме во септември, отколку во март, кога беше да кажеме првиот бран од кризата. Првата е што повеќе знаеме за овој вирус и за пандемијата и за тоа како таа се шири, како може да се спречи и слично. А втората е што знаем што имаме подобра состојба кај јавните финанси.
Во март ние немавме пари, државата немаше пари, од X причини, помеѓу останатото и укинувањето на прогресивниот данок. Сега успеавме да се задолжиме за околу 1 милиарда евра, односно 10% од нашиот GDP, што ни дава некаква сигурност. Тие пари не се потрошени, се уште се тука и ќе може на некој начин служат. Да, тие пари ќе ни обезбедат, да кажеме, да ја преживееме оваа година, но после тоа од кај ќе најдете, значи пак ќе ви требаат пари. Но сепак генерално подобро е во однос на март тоа што состојбата со јавните финансии е малце подобро отколку тогаш. Исто во однос на мерките за справување со кризата, ја не верувам дека од септември натаму ќе има онакви стриктни затварања, карантини, полициски часови по неколку дена, како што имаше претходно. Мислам дека малку и тука ја научи лекцијата, веројатно ќе одат со некои поблаги мерки, дали пократки полициски часови, дали потаргетирани, нешто затварање само на одредени економски агенти, субјекти, како сакате наречете ги, но не верувам дека ќе има накви стриктни, лоши, долготрајни карантини, што значи дека и од таа гледна точка економијата веројатно нема да биде толку многу погодена, но она што е многу важно ние да сватиме дека и тоа не го сваќаат кај нас економистите, дека најдобар начин за да ја поддржите економијата во оваа криза е да ја решите здравствената криза. Се додека ви имате, не знам, 200 новозаболени секој ден и не знам колку смртни случаи, се додека тоа не спадне на некоја бројка што е, да кажеме, минимална, луѓето нема да го променат, нема да се вратат на однесувањето, да трошат повеќе, фирмите нема да почнат да инвестираат и слично. А многу се зборуваше во оваа криза глобално во светот за шведското искуство. И на почетокот од кризата многу економисти тврдат дека Шведска можеби е лоша во однос на здравствениот аспект. Или е најдобриот пример или е најлошиот. Да, но као дека ќе се покаже дека според економијата таа е подобра од останатите. Неколку месеци по шведскиот експеримент веќе е јасно дека тоа не е така. Ако ги земете Шведска и Данска, соседи, многу слични економии слично, Шведска има 10 пати повеќе смртни случаи од короната отколку Данска, но има и полоши економски резултати од Данска. Невработеноста во Данска се зголеми за, мислам, 1,5% поен, во Шведска се зголеми за 2 или за 2,5. И на што се должи тоа? Се должи токму на ова што го кажал. Се додека луѓето не видат дека кризата е спречена, дека нема веќе корона, нема економијата да ви заживее. Џабе вие што не воведувате мерки, џабе што се отворени кафичите кај мене дома, кога ја не сакам да седнам во тој кафич. Џабе што работата, очигледно е најпогодената. Не само угостителството. Земете една фирма, кој ќе инвестира, кој ќе земе, не знам, да вложи 10.000 евра, 100.000 евра, колку и да е, во бизнис или во било што само вработување во вакви услови. Никој нормално тоа не го прави. Така што се додека ние не решиме здравствената криза, не можеме да очекуваме економијата да заживи. И тоа нашите политичари и полисимејкери, креатори на политики не го сваќаат и се надевам дека конечно ќе го сватат после сите овие случувања и после шведскиот експеримент, дека мора да ја спречите, да ја решите здравствената криза, за да и помогнете на економијата, дека не и помагате на економијата со лабави мерки, туку напротив и помагате со добри мерки кои што ќе спречат ширење на вирусот. Да, но власта вели добро се справува со кризата. Не би рекол, значи тоа што сакам да се надоврзам со професорот е дека да, ова криза е различна од сите други. Ова има мултидимenzионален карактер, значи не е само има здравствена компонента, има економската компонента, но во последно време гледаме дека и општествената компонента е многу битна. Како ќе се однесуваме ние како општество, детерминира како ќе се одвиваат времетраењето на вирусот, но и самиот импакт во економијата. А како општество се држиме до препораките на релевантните институции, by default ќе имаме пократок или пократка пандемија и полесни импакти на негативни во економијата. Ова што го кажа професорот, значи најдобро го кажа Джей Пауел, председател на Federal Reserve пред 2 месеци, и тоа ми остави мене впечаток, бидејќи он кажа вака: ако луѓето, значи за да имаме целосно закрепнување на економијата, луѓето мора да се чувствуваат безбедни. За да се чувствуваат луѓето безбедни, ние мораме да имаме или вакцина или некоја форма на терапија која ќе се бори успешно против вирусот. Во другиот случај, бидејќи тоа го немаме, очекувам, кажа он, во продолжение очекувам да имаме некоја благо поместување позитивно на економијата до крајот на година, но само ако немаме втор бран. Во тој случај ќе имаме целосно закрепнување на економијата дури во
следната година. Значи најбитниот човек, значи за најрелевантната финансиска институција во светот кажува или е контрадикторен со самиот себе во 3 наврати дека реално ако не се реши здравствената криза, не може ни тој да ни каже точно што ќе се случи со економските последици после оваа пандемија. Добро, што може да се преземе? Еве, велите здравствената криза да се стави под контрола, но и за тоа треба време. Па ја мислам не дека рестриктивни мерки во меѓувреме повторно нешто велите ќе се задолжуваме, нема да се задолжуваме. Значи, ја мислам дека на неколку работи се потребни. Прво, мора да се воведат некои рестрикции на движење, на работење на фирми и слично, за да се... Или како ќе работат фирмите ако има рестрикции? Па гледате, ако збориме конкретно за кафичите и рестораните, не мора да работат до 1 навечер, направете да работат до 9-10 и доста е. Нема потреба повеќе. Зборуваме за полициски часови. Зошто не мора полициски час цел ден, воведете полициски час после 10 или 11 часот. Во оној временски период кога најмногу се собираат младите, се групираат дали по кафичи, дали по паркови и слично. Така што мислам дека со некои такви добро дизајнирани, таргетирани мерки може да се спречи ширењето на вирусот, а да не се да кажеме направи штета на економијата премногу. Тоа е првото. Второто е, ќе биде потребен повторно некој пакет на економски мерки за да се помогнат фирмите, односно за не само фирмите, туку економијата се спречи отпуштање и слично. Сличен веројатно на претходниот пакет, но пак би кажал подобро дефиниран, дизајниран, затоа што не може државата да дава пари на камчевци и на други такви олигарси кои што и во оваа криза профитираат, а да не дава пари, не знам, на мали бизниси или на луѓе кои што останале без работа. Значи, мора и тука да се прилагодат малку мерките и мора конечно да почнеме да размислуваме за посуштински мерки. Ќе помине кризата, дали ќе трае година дена, дали 3 месеци, дали 6 месеци, не знаеме, но ќе помине. Ама што после тоа? Кризава ги покажа сите слабоци на постојниот систем, покажа дека богатите супер си се снаоѓаат, дури профитираат во кризава, а сиромашните се оние што најмногу трпат. Што правиме со тој систем што ги прави тие разлики, што ги прави луѓе сиромашите, да кажеме, поранливи на сите овие ситуации. Потребни се крупни структурни и социјални промени за да се реши тоа и таков план за такви реформи е неопходен кај нас. Ќе го спомнам тука само на кратко, но не навлегувам премногу. Вчера Европската унија донесе пакет за поддршка за recovery fund за обнова на Европа после кризата. Не навлегувам сега премногу во деталите, но дел од тој план е токму тоа после кризата, како да ги опоравите, како да ги направите економијите подобри. 1/3 од тие пари што ги обезбедија таму се за вложувања во еколошки проекти, намалување на загадување, климатски промени и слично. Значи на нас ни треба некој таков пакет кој што ќе значи крупни промени во општеството, во економијата, во се. Да одиме кон зелена економија. За да можеме да се опоравиме подобро после кризата. Кај нас никој не ни зборува за тоа и тоа е она што зборуваме за Албанец за премиер и дали да ги поништиме договорите со меѓународно намеднување на наратива, значи на дуи, али да се вратиме на ова бидното. Значи една од мерките што треба да се превземат е можеби зголемување на бројот на тестови. Тоа полесно ќе но велат Македонија меѓу земјите каде што има најмногу тестирање. Затоа имаме не само и велат, тоа ако гледаме на милион жители, ние сме ни четврти во регионот. Значи Србија е пред нас, Црна Гора е пред нас, Словенија е пред нас и не сум сигурен која друга земја беше пред нас. Значи ние не успеваме регионалните соседните држави да ги поминеме, а не па да се фалиме дека сме стигнале на ниво на Германија или Данска. Тоа е едниот. Да, се согласувам дека мерките треба да бидат потаргетирани, значи треба да знаеме каде се инвестираат тие мерки за опоравување на економијата. Нашата најголема болка се сепак малите, средните, малите и микропредпријатија. Значи тие се најголеми работодавачи, а моментално се најизложени на големиот ризик. ЕБРД анкетата што ја направи пред неколку месеци кажува дека микро и малите компании кои имаат под 49 вработени, 27 од нив пријавуваат дека се пред банкрот или затварање. Значи тоа треба да се адресира. Значи половината веќе да, сериозно, да. Две од три од тие мали микрокомпании пријавуваат 20% намалени приходи. Тоа за такви мали компании тоа е сериозна работа. Не само тоа, значи и другите фирми, значи 43% од фирмите пријавуваат намален приход од 50%. Значи овие се сериозни резултати, негативни резултати кои некој треба да ги земе предвид. Се
ајде да кажеме дека можеби ако стигнеме до 59% јавен долг, можеби тоа не е толку страшно дека сите соседни земји без малку има, освен Косово, имаат поголем од нас. Можеби ќе имаме можност да се задолжиме повеќе за да може да помогнеме. Можеби тие милиарда евра што ги споменува професорот ќе бидат доволни за да ни помогнат. Но ја мислам дека тој милиарда евра ќе бидат доволни за да покријат дефицитот на буџетскиот дефицит. Не сум сигурен колку реално имат предвидено нови мерки во есен или во зима. Па не знаеме, немаме влада, не знаеме што има предвидено. Затоа е многу битно и брзината. Тоа е проблемот. Но што ги спречи да ги спроведат мерките, што беше она клучно во други држави успешно го спречија ширењето кај нас? Исто се имавме полициски часови, дури реакции. Меѓутоа, каде попуштија? На што попуштија? Дали дека бевме пред избори или проблемот е во институциите? Каде го гледате? Да, па гледате, ние не смееме да заборавиме дека ние на почетокот на мај, неколку дена поред, имавме едноцифрен број на нови случаи. На нискиот број беше 5, ако не се лажам, не знам, на 5 мај или нешто така. Да, и немавме починали. Што значи дека ние до тогаш прилично добро се справувавме со кризата. Но проблемите почна некаде околу Великден, кога владата почна да прави отстапки кон сите големци, да кажеме, во оваа држава, во пресред на изборите. Знае дека ќе има избори кога тогаш и не сака да се замерат со нив, со верниците, со верските заедници, со не знам, бизнисмените и слично, и почна да прават отстапки. И тогаш као прво за Великден се дозволи да се оди во црква, приказната за лажичката ја знаете. Знаете дека тогаш почна да играат ора, па не ги казнува, па знаете дека почна ифтарите после, па знае дека има ифтари, па не ги казнува ни нив, па знаете дека оџата, претходниот оџа, се фалеше дека ја уби корона, дека короната е мртва, и на ништо тоа не реагира. Па после тоа имавме министер за внатрешни работи кој што викаше не сакам да ги казнувам луѓето затоа што се сиромашни, не можам ја на сиромашни луѓе да им ставам казни за ширење на вирус и слично. Значи постојано ние од не знам средината на април па до сега имаме политиканство, односно неодговорно политичко однесување, затоа што се плаше дека ќе изгубат поени и тоа не доведе во оваа ситуација. Кулминацијата беше со организацијата на изборите. Значи имавме избори и во очи на изборите све се релаксираше. Значи и кафаните се пушти и внатре да се работи. Кладилницата, ајде, окей, први се пушти, ама кафаните се пуштија внатре да работат. Значи не само надвор, туку внатре до 1 час. Гледавме пред некој ден дека дури свадби се организираат, па нема никаква санкција. Се организираат концерти. Не се појави во медиуми, нема ни казна. И никој не реагира на тоа. Значи ние во пресред на изборите глумевме лудило, односно глумевме некоја си нормалност, све е супер и за да не пред изборите да покажеме дека сме се справиле со кризата и сега ќе ја плаќаме цената на тоа. Многу слично нешто како ова се случи 2-3 недели претходно во Србија. Знаете дека во Србија Вучич сите се бакнуваше таму, па Ѓоковиќ организираше тениски турнир, па игра вечити дерби Црвена звезда и Партизан пред не знам 30.000 навивачи, као се да е нормално, па се фрлаше во публика еден политичар во Нови Пазар и затоа после тоа плачеше Вучич на пресконференција и ги молеше луѓето но веќе изборите помина и тој победи, и во Нови Пазар се жалеа дека имаат жариште, а политичар во нивниот град скокаше во публика како да е на рок концерт. Така што нешто слично се случи, како што се случи во Србија, се случи кај нас, не до тоа ниво, но нешто во суштина многу слично на тоа и сега ја плаќаме цената на тоа. Јас само се надевам дека политичарите конечно извлекоа поуки од тоа и дека нема да ја повторат таа грешка во наредниот период. Ќе направиме тука мала пауза за реклами и ќе се вратиме на дебата. Гледате Топ тема, дебатираат Бранимир Јовановиќ и Кастриот Арифи. Господин Арифи, застанавме околу неуспешноста на властите да го спречат ширењето на коронавирусот и затоа денеска зборуваме во стотици заразени. Македонија е некаде меѓу земјите со најлоша состојба со ковидот. Како да очекуваме дека грешките што ги направија пролета и што резултира со вчера имавме 10 Јас не би рекол дека нема да ги повторат. Зошто? Мислам дека нема да се повтора, дека тие беа намерни грешки. Значи многу е битно, ја преска кажав дека ова нема само здравствена компонента и економска компонента, ние реално
општеството потврдивме. Значи тоа е точно дека ние потврдивме, али мора да се каже точно дека ние сепак некако држевме некој ниво до моментот кога политичкиот лидершип одлучи да иде во изборен процес и преку ден почна да релативизираат. Во тој момент, значи релативизација и неказнивоста им даде сигнал на луѓето дека може да се однесуваме како што сакаме. Но неказнивоста е одлика на оваа држава и генерално и без ковид. Ние имаме така, али значи многу е важно кога неколку дена поред викаш дека ние сме во војна со некој невидлив противник, ова е борба која треба сите заедно и утредента почнуваш да релативизираш со тоа што ја отвораш тоа што кажа и Браниме, значи состојбата под контрола, под контрола, да, значи многу кластерите, може кластерите се знаат, можеме ние безбедно да обезбедиме изборен процес, а видовме дека тоа не е случај. Значи, иако се трудеа партиите, самите луѓе, значи самите тие митинзи знаат да излегуваат од контрола. Ние реално можеме да очекуваме наредните 5-6 дена да почнеме да имаме кластери поврзани со изборите. Што да кажеме за кластери, а што да кажеме за денот на изборите и славењето и сите тие непочитување на дистанца и мерки такви работи. Колку што видовме, Дуи славеше најмногу, другите нешто не беше толку до славење. Да, но да видиме партискиве кластери што ќе покажат. Да се вратиме на економијата, го споменавте самите од европските лидери, 5 дена преговараа и 5 ноќи. И на крај се договорија и колку што видовме, сите се некако задоволни си замина, иако но и сите се незадоволни во исто време. Значи тоа се успешни преговори, нели. Но тие си поделија буџет еден што бројка ја немаме многу, 1800 милиарди, тоа е буџетот, но над 700 милиарди евра е она што се вели помош, што ќе си ја поделат меѓу себе. Веќе секоја земја знае колку милиарди ќе добие. Од каде Македонија може да добие помош? Има за Македонија предвидени се околу, не за Македонија, за сите земји кандидати, Западен Балкан, 12,5 милиарди за следните 7 години. Може би, тој дел е секако минимален. Значи 5 дена требаше точно, но сегаш мора да биде толку драматично кога се историски работи во прашање. Не го нарекуваат како историски самит, па дури приказни се водат кој лупнал на маса и слично. Генерално мислам дека сепак исходот е добар, иако секоја страна има одредено незадоволство. Мислам дека е добро што се донесе пакет од 750 милиарди евра за поддршка на економиите за опоравување, директно опоравување, тој recovery fund што го нарекуваат. И износот на пари е околу 4% од GDP на Европската Унија, што не е многу, но сепак не е ни малку и тој ќе биде распореден во период од 4 години, што значи дека секоја година е околу 1% од БДП, што не е премногу, но значи исто така дека и растот на економијата ќе биде за 1% поен повеќе отколку претходно. Она што е многу важно е што голем дел од тие пари, поголем дел од тие 750 милиарди евра, ќе бидат распределени како грантови на државите, односно неповратни средства се. Тоа значи дека 390 милиарди се неповратни средства, 390, 360 се кредити кои што ќе треба да се вратат. Првичниот предлог беше да бидат 500 милиарди неповратни, 250 кредити, но се ублажи тоа, мораше да се направат отстапки на одредени струи, но битно е дека има голем дел на средства што се неповратни. Зошто е тоа важно? Затоа што тоа значи дека ЕУ прави чекор кон фискална унија. Фискална унија е она што многу економисти го заговараат уште одамна, односно тврдат дека ЕУ, која што веќе има одредена монетарна унија, не може да биде реален политички проект, се додека не прерасне во фискална унија. Затоа што се додека вие немате трансфер, што значи фискална унија? Тоа значи дека побогатите држави им даваат средства на некој начин на посиромашните држави. И секоја држава на ниво на држава е фискална унија. Скопје како поголем град генерира најмногу даночни приходи, а тие пари потоа се трошат во посиромашните места. И тоа е многу
позитивно затоа што се прави чекор кон градење ЕУ да прерасне во фискална унија, кој што после може само да се зголемо, само да расне таа фискална страна на ЕУ, што е многу позитивно. Она што не е добро, да кажеме, во целиот овој пакет што се донесе, е што се зборуваше многу за услов. Значи средствата се условени, сите тие средства што ќе се доделуваат се условени, но се зборуваше еден од условите да биде владење на право. Односно да имаат право државите ЕУ на ниво на ЕУ да се носи одлука ако некоја држава ги нарушува принципите на владење на право, да и се ускрати помошта. И се мислеше на Унгарија и Полска се разбира, но во перспектива и на многу други држави. И ќе беше многу добро да поминеше тој услов затоа што тоа е на некој начин средство за борење со автократски режими, автократски десничарски режими, како што имавме ние во минатото и како што имаат одредени други европски држави во моментов, но тоа не помина во овој момент со тоа што останува како отворено прашање за буднина, останува да видиме дали тоа воопшто ќе се случи. Но тоа ќе го бараат од Македонија, водење на право. На правото, тука ќе ги почнеме. Ali би сакал да докажам нешто друго, значи ова е одлична вест за нас гледано од наша перспектива како држава. Не само заради тоа дека ќе имаме можност сутре да добиеме нешто во форма на грантови или помош од тие 12 милиарди евра кои се дедицираат. Да, тоа не е јасно што е грант тука. Две други работи многу се битни. Прво дека сепак таа Европска унија е наш најголем трговски партнер, значи посебно таа Германија која е отприлика мислам дека се 50% од нашиот извоз е во Германија. Ние само од период јануари-април имаме 320 милиони евра изгубен извоз во Германија. Значи тоа е сериозна вредност за наши услови. Дополнително, многу е битно дека таа Европска унија да биде сигурна да има план за recovery или за закрепнување и со некоја поголема леснотија ќе се опуштат во тоа што е преговори со Македонија, со Западен Балкан. Значи ако во нивната агенда е здравствена и економска криза, сигурно нема да и бидеме топ приоритет ние како држава. Така што мислам дека тоа дека они се одважија или одлучија за тој recovery пакет е одлична вест во два аспекти за нас, двата аспекти. Но дали има каде да се задолжиме и дали има простор за инвестиции? Сега во оваа ситуација никој не зборува многу за инвестиции, освен на изборите, каде што се ветува инвестиции, ама рековте, Бранимир, никој не обраќа сериозно внимание. Од милиарда до 4 милиарди евра беа ветувањата. Проблемот сега со инвестициите дека вие нема да можете да ги реализирате тие инвестиции. Еви да сака државата да гради, не знам, автопат, болница, што и да е, тоа не може да го направи во наредните месеци. Евентуално нешто посериозно од аспект на инвестициска гледна точка би можело да се случи од наредната година. Овие 5 месеци до крајот на оваа година не може ништо такво да се очекува. Тоа странски инвестиции, без да кажат странски инвестиции нереално апсолутно. Смешно е некој да тврди дека ќе има во наредните, не знам, пола година или година дена, додека не помине кризата, така што мислам дека тоа е скроз несериозно. Дали има простор за задолжување? Да, има простор се уште, ќе можеме ние да издадеме, како и до сега, ќе може да се издади нова еврообврзница ако е потребно, со тоа што бидејќи јавниот долг веројатно и официјално ќе ни надмине 60% од GDP, ќе биде тоа веројатно со повисока каматна стапка, но ќе може да се задолжиме, да не се лажеме околу тоа, да нема дилема околу тоа, ќе можеме да се задолжиме, но мислам дека и не е тоа толку ризично во наредните месеци. Наредните месеци ќе ги протераме без задолжување. Оно што е многу важно да се свати тука е дека ние ќе се задолжуваме сега, ама тие пари ќе мора да се вратат кога тогаш. Како ќе се вратат тие пари? И сите го избегнуваат прашањето во оваа криза, дури и ЕУ вчера го избегна прашањето за тоа од кај ќе ги финансираат тие 750 милиарди евра што ќе ги трошат сега. Тие пари од негде мора да се најдат. Па зборуваат таму за даноци, за воведување на нов данок на пластичен отпад, на фрлање на пластика. Да, зборуваат за данок на CO2 и слично, ама никој не зборува за данок на богатство, барем на тоа ниво. Или не зборуваат за прогресивен данок на добивка на фирмите, или за уште по-прогресивен данок на личниот доход што луѓето го остваруваат. Значи на ниво ЕУ не се зборува за тоа, иако имате многу економисти врвни, као Тома Пикети, Жозеф Стилиц и слично, кои што зборуваат за тоа. Ама се уште во тие политички кругови се уште не се зборува за тоа, кај нас па воопшто не се зборува. Дури кај нас имате програмите на двете политички партии
плати рамен данок. ВМРО 8%, СДСМ 10%, ама никако прогресивен данок. Мислам, нереално тоа, ќе мора да се зголемат даноците во иднина. Воопшто тоа не е прашање. Прашањето е само кои даноци ќе се зголемат. И тука имате две опции генерално. Првата е дека ќе се зголемат даноци на потрошувачка, односно ДДВ, кој што е данок кој што сите го плаќаме. ДДВ исто плаќа и сиромашен човек кој купува леб и богат човек кој купува леб го плаќа 1 денар ДДВ. И тоа е многу лошо затоа што практично им земате исто пари на сите. И на оние што имат 200.000 евра месечно и на оние што немаат 200 евра месечно. И тоа е првата опција што мислам дека е поверојатно во констелацијата наша политичка што се зборуваше. А втората опција е да се воведе прогресивен данок што ја го заговарам више 3 години и што го воведовме практично во Министерството за финансии, но уште посериозен прогресивен данок за да се соберат многу повеќе средства. Вистински прогресивен данок кој што ќе се согласувам, тоа беше прв чекор. Што беше прв чекор? Тоа беше прв чекор и требаше во следниот чекор да се воведат и повеќе стапки и слично, но окей, да не се навраќаме сега на тоа искуство, да гледаме во иднината. Во иднината, според мене, идеално е да се воведе вистински прогресивен данок кој што ќе ги опфати и личните примања на луѓето, особено на оние што имаат примања над 10.000 евра, но и профитите на екстра профитабилните компании. Ние имаме околу 200 фирми во држава што имаат над 1 милион евра добивка, чиста добивка после даноци. Тие плаќаат иста даночна стапка, 8% даночна стапка ефективна, што е практично смешно. Имате тука огромен неискористен потенцијал. Во Европската унија просечната стапка на данок на добивка е 22%, кај нас е 10%. Значи имате ненормална разлика, невидена разлика, така што има голем простор тука за зголемување на добивка има на данокот. Има и политичка волја да спроведе такво нешто. Можно ли е толку многу да се задолжиме да вашите деца и внуци од оваа ситуација за да мислам дека можеме, значи сепак и над тие 60% ќе бидеме под тој просек што е нормален. Не е до процентот на задолжување, значи ние имаме европски земји кои што е над 100% задолжени. Многу е битно каде ќе се инвестираат тие пари, значи колку ефикасно, колку ефективно и пред се стратешки ќе се користат тие за капитални инвестиции или па за инвестиции во образованието, за инвестиции во земјоделието. Значи тоа е побитното прашање во овој случај. Тоа што го вика професорот, ја би отишол еден чекор понатаму. Ние треба да направиме домашната задача. Нашата домашна задача моментално број 1 е зајакнување на институциите, реформи во судството и справување, реално справување со корупцијата и со сивата економија. Значи, прво да ги решиме тие битни работи, дека ја искрено, барем од тоа што успеавме да слушнаме и од бомбите, од тоа што го знаеме веќе како како население во Македонија, дека тој јас што се креира по основ на корупција или злоупотреби, економски е можеби поголем од секакво друга мерка или друг закон или било тоа данок за прогресивен данок и нешто друго. Значи, ние имаме побитна домашна задача, приоритет број 1 е да ги зајакнеме институциите и да се бориме против корупцијата. Но како, што ни кажува дека тоа би се случило? Значи, влада во која СДСМ и ДУИ беа 3,5 години не го спроведе тоа што го ветуваше. ДУИ во овие 18 години ја следа толку скандали, корупција и неведување што ќе се случи одеднаш да се преобратат и институциите да профункционираат кога сме кај судството сите ветија само ветинг. Тоа нешто што исто така не е. Исто така е изборен памфлет или слоган, ништо и во програмата нема ништо конкретно околу тоа. Тоа што ја би сакал да се надеваме дека оваа влада, претходната влада имаше си постави некои други приоритети и тие ги знаеме, значи, и некако влезе во секакви комбинаторики само да успее во тие приоритети. Да се надеваме дека ова следна влада, било која партија, ќе има чист мандат да се справи прво со економската криза и со пандемијата, а понатаму сериозно да влезе во тоа што е реформа во судството
и следствено. Тоа се заедно треба да оди. Апсолутно. Тука се согласувам дека не може да има прво па второ, мора све заедно да се работи и да се согласувам дека треба реформа на институциите и на судството и борба со корупцијата и све, но паралелно со тоа што не го направи. Но паралелно со тоа мора и прогресивен данок, затоа што ако почнеш само едно, нема никаде да стигнеш. Мора работите да се прават, а истовремено заедно со реформа на образование, инвестиции во здравство, борба со загадување, све. Значи нема прво па второ па трето. Имате влада што има 20 и не знам колку министерства, тие министри имаат јасна функција таму, секој од нив си го гледа својот делокруг и нема да се намали обемот на владата. Па, мислам, ова е една масовна иве, например, да се направи, тоа има советници, еден куп, но има многу министерства, министри без ресори кои ова не го знаевме. И едно од ветувањата на СДСМ, кое не го промовира многу веројатно како непопуларно, е дека за 20% ќе ја намалат администрацијата. Да, значи за големината на владата да дефинитивно треба да се намали, тоа што први за кратење треба да бидат министрите без ресор. Тоа е непотребна функција, апсолутно не треба да постои. Може да има евентуално двајца вице-премиери, не повеќе никако. Ни еден министер без ресор. Останатите министерства не би зборал премногу, сепак е тоа почувствително прашање. Не е толку едноставно да споите вие економија и финанси, сепак се различни министерства и све, така што за тоа не би навлегал сега. По поглед на кратење на администрацијата, јас со тоа не се согласувам и тоа е еден голем мит што постојано се перпетуира во нашата држава, односно постојано се зборува за тоа, дека имаме голема администрација, тоа апсолутно не е точно. Нашиот број на вработени во вкупниот јавен сектор, ви го кажав, мислам на минатиот пат на емисија. Имаме ветување конкретно. Нереално и штетно ветување, нереално затоа што имаме 18% од вкупните вработени во државата, 18% се вработени во јавен сектор. Вкупен, не само јавна администрација. Во Словенија знаете колку е тој број? 30%. Во Данска знаете колку е? 35%. Па што им фали на тие држави? Многу се подобри од нас. Значи, дури ако гледате статистички, најразвиените држави, државите што имаат највисок квалитет на живот, имаат многу поголем процент, имаат поголем процент на вработени во јавен сектор, отколку државите што се имаат полош квалитет на живот. Не, може би е проблемот да излезе имате друг податок. Само уште овој податок да го кажам. Имате значи од систематизацијата на работните места што имате на цела јавна администрација, ако не се лажам, дури 30% од местата не се пополнети. Значи имате вие празни места сега во јавната администрација. Во Министерство за финансии фалат луѓе. Значи ние кога дојдовме фалеле луѓе, откако ние се замина, не знам, барем 10 многу квалитетни луѓе на високи раководни позиции. Значи фалат луѓе во администрацијата, особено затоа што сега вие имате и преговори со ЕУ. Сите ги збориме тие преговори као нечие као тоа ќе биде голем успех. Никој не зборува за тоа дали не имаме администрација што може да го носи тој товар, да се носи со тоа, со тој предизвик. Квалификувана е, но имаме министерство каде министерот Садула Дурако имаме над 1500 вработени. Ама окей, ама најдете им работа на тие луѓе. Нема ниту простори. Значи, ја ќе ви кажам еден конкретен пример. Ја ќе ви кажам еден конкретен пример. 30% фалат во Министерството за финансии. Конкретен пример ќе ви го кажам. Значи, тука е проблем на распределба. Не значи дека тие луѓе не се способни. Имаше еден човек, еден млад дечко, одличен студент, кој што беше ранковно вработен и не одеше на работа. Беше вработен не знам во која институција и не одеше на работа. Него викаат на работа и ние некако дознавме за него дека е така вработен и го преземавме, го донесовме во Министерство за финансии. Тој беше одличен работник. Значи, имате такви банални ситуации кога имате одлични луѓе кои што се вработени, никој не ги вика на работа, не има обезбедува опрема, а седат дома, а се квалитетни луѓе. Значи тука проблемот не е во тоа дека тие луѓе не може да работат. Може да работат, само треба да се најде некој кој што ќе им најде работа. На крајот крајот да не забораваме дека ние вработувавме луѓе во македонски шуми и после ги распределувавме во други институции. А постојано збориме за тоа дека се сечат шуми, се краде шума. Вработите тие луѓе што не можат друго нешто да работат. Во македонски шуми да ги чуваат шумите. Сакам да кажам, ако нема некои квалификации за да пишуваат закони за даноци, има квалификации за некоја друга работа, ќе се најде работа за секој. Значи ни една работа не е негативна и не треба така да се гледа. Секој човек има работни потенцијали кои што може негде да се искористат. Што мислите вие за кратење на администрацијата? За министерствата тоа е многу очигледно дека треба. Не сум толку запознат, значи Бранимирова што го збореше, значи веќе дава инсайт во тоа што реално се случува, да не биде дека зборуваме со предрасуди или барем тоа што го слушаме од добро од приватниот сектор секогаш велат ние зашто ние да правиме предрасуд, ние треба да се вратиме 2 месеци назад да видиме дали СДСМ или ова влада претhodна се одважи да им скрати плати на администрацијата во услови на криза. Значи они
почна со тоа и се повлекува, значи се не знам, се повлекува. Не знаеме точно зашто го прават тоа, сега да не мора да се повторуваме. Не знам, значи кажавте и вие, тоа е непопуларна мерка, не знам колку они ќе се одважат да го направат тоа, али ме радува фактот дека ова што го вели Бранимир, може би е така што можеби не треба да кратиме ние број на вработени, него да се усмерим кон тоа што е квалитетно вработување и дали на тие луѓе можеме да им обезбедиме услови за напредуваат или и државата целосно да иде напред. Значи, ако е така дека нас ни фалат луѓе, ако е посебно предизвик тоа дека ќе треба да влеземе во преговори со Европска унија и број на луѓе ќе биде потребен, дај да направиме разлика се. Овој пат да вработиме квалификувани луѓе кои реално ќе бидат. Да ве прашам, бидејќи цела кампања партиите на албанците ја водеа исклучиво на албански јазик, беше тешко да се најде било каков превод на македонски. Еве, кажете ни што ветува ДУИ, алтернатива, БЕСА за администрацијата? Значи, они уште помалку ќе се одважат во тие промени, бидејќи особено ДУИ кои сериозен број на гласачкото тело им доаѓа баш од таа јавна администрација, тоа е факт, непобитен факт. Тоа дека немало превод е голем проблем, тоа дека програмите им беа моноетнички е уште поголем проблем, тоа дека имавме кандидат премиер албанец кој во ниеден момент не им се обрати на македонскиот електорат е уште поголем проблем. Така што во иднина јас би сакал, значи ја немам никаков проблем, јас би сакал да имаме ние премиер албанец кој ќе биде квалификуван, значи пред се квалификуван, после албанец, но мора тој премиер албанец да добие и македонски гласови, за да добие во легитимитет. Значи не можеме ние да влеземе во секакви комбинаторики и уценувања, а при тоа да не веруваме дека еден голем дел од населението ќе се чувства уценувано или стигматизирано. Значи мора тоа да го тој процес, тоа е многу битен чекор, но мора да се направи како што треба. Значи мора да се направи како што треба. Значи ние го имавме буквално истиот случај во Америка со председател Обама. После тоа имаше сериозен беклеш од страна на тие што се десничарски. Да, но тие го кандидира Барак Обама, не кандидира американец. Така, али од друга страна 4 години после тоа имавме го донесовме Трамп, ултранационалист или ајде да не кажем и погрди зборови. Како резултат или како беклеш на тоа што демократите или либералите во државата донесе. Значи не ни треба стигматизација, нас ни треба инклузивност. Тоа е најбитното од све. Значи ќе биде премиер албанец во тој момент кога ќе излезе на избори, ќе се обрати на македонска публика и ќе добие гласови од македонска публика. Тука е крајот на вечерашната дебата. Ви благодарам за учеството, а вам, драги гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете на Телма и имајте убав вечер.